Лайф кавар заедно со Илија Кикиритков на Угада FM. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие се наоѓате на вистинската фреквенција 91 МГц и го следите најновото издание на емисијата Лайф кавер. Музичка емисија во која обработуваме најразлични теми, а вечерва главна тема на обработка ќе бидат македонските поп-балади, односно песни кои ги имаат одбележано кариерите на самите музичари кои што ги изведуваат овие композиции. Вечерва, мои гости се двајца музичари, добро познати во штипските музички кругове и пошироко. Тоа се Илија Ќосевски и Панчи Илиев. Добро вечер до двајцата. Добро вечер. Најпрво поставувам прашање едно исто до моите гости во емисијата. Тоа е првото прашање. Најпрво до Илија. Како ја засака музиката? Па вака, значи, кај мене во моето семејство нема некој од, како да кажем, од татко, од мајка, нема некој музички образован. Прва е мојата сестра, таа почна да свири виолина, па така ги ја гледав како оди таа на музичко, како вежба дома, како свири на виолина. Добив желба и јас право на виолина да свирам, но видов колку е тежок инструмент уште на мали години, видов дека не е така се едноставно за било кој инструмент да се фатиш и да свириш. Така да се одлучив, кога веќе почнав да одам во нижо музичко, се одлучив да свирам на флейта, па така полека се надградував и се обрнав на кај народните инструменти. Важно, главен виновник, ќе кажеме, мојата сестра. Токму така. Панче, ти, како ја засака музиката? Па кај мене нема некои главни виновници, јас сум си самиот виновник за тоа Но што беше тоа што те поттикна да слушаш музика? Па не знам, да јас уште од мали години почнав да одам прво во нижо музичко, започнав уште некаде од прво оделение, така да уште не бев свесен што се случува точно, но со текот на времето, како растев, все полека, јас засакав музиката и еве се уште продолжив да студирам музичка академија, што е знак дека ја сакам навистина. Токму така музиката, како што велат, кога ќе влезе под коски и потоа нема излегува. Да. Така. Ние вечерва обработуваме македонски поп-балади. Се договоривме тоа да биде темата на вечерашната емисија и на самиот старт ќе обработиме една песна од Тоше Проевски. Одлучивме тој да биде прв, бидејќи едно од најзвучните имења воопшто кое се појавило на македонската музичка сцена. Тоа е една балада која што кога тој ја почнуваше својата музичка кариера, ми се чини дека тоа беше негова прва песна или втора. Тоа е песна на Григор Копров, тој е автор на таа композиција, а песната се вика Усни на усни. Вечерва, значи во изведба на Илија Ќосевски, кој како вокал ќе ја испева песна, Панчи Илиев на клавиатури и јас на гитара. Хајде да пробаме да видиме како ќе звучи. Се надевам дека добро би звучало. Дали постои надеж, јас да те наречам, долго срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја срда, шума е душава, по цела ноќ бегаш и пред зори заспиваш. Усни на усни, тиха музика, на цело коси, колку си убава. Очи во очи, рај во душава, срце во срце, сакај ме најмила. Прв пат сонувам будем, одам низ поле звездано. Ти си безкрајно моја, царство си љубовно. Тука нема време, угени правила. Тука сме ние на чекор од вечно
љубав, срце во срце, сакај ме најмила. Срце во срце, сакај ме најмила. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Во вечерашното издание на Live Cover обработуваме македонски поп балади, меѓутоа песните кои што ќе ги отсвириме вечерва се карактеристични и по нешто друго. Илија? Па вака, јас ќе кажам, овие песни се, оваа вечер што ги одбрав, се малку, значи, ги одбележуваат овие луѓе, ги одбележуваат, станале малку попознати кога ги отпеале овие песни. Тие песни се всушност и пресвртната точка во нивната кариера. Да, баш затоа ги одбравме да бидат малку покарактеристични, да бидат малку попрепознатливи кај народот, кај слушателите, така да ќе имат ова се според мене, значи според мене од музички аспект гледано, овие се многу емотивни песни, многу направени со голема инспирација. Јас тие песни ги поштувам, значи да не се направени онака од еден за друг ден. Се познава дека се правени со голема инспирација, со големи емоции, така да затоа ги одбравме овие песни оваа вечер. Одличен избор направи, морам да признам. Сега следува втората композиција која што ќе ја обработиме. Тоа е песната на Роберт Билбилов, Сега јас сум наред. Да, ги избравме и малку различни автори, право и автори и композитори на своите песни, така да ќе имаат можност да слушнат најразновидни песни. Следува Сега јас сум наред од Роберт Билбилов. Почнува уште една вистина, но завршува како детска приказна. Тогаш бевме јас и ти, бевме непобедливи, но се смени се за час, немав право јас на нас, и сега јас сум наред. Нека чуе цел свет дека без тебе јас не можам, и сега јас сум наред. Да им кажам за нас дека без тебе јас не живеам. Лажни ликови, многу туги зборови. Тогаш бевме јас и ти, бевме непобедливи, но се смени се за час, немав право јас на нас, и сега јас сум наред. Нека чуе цел свет дека без тебе јас не можам, и сега јас сум наред. Да им кажам за нас дека без тебе јас не живеам, и сега јас сум наред. Јас сум наред, јас сум наред. Нека чуе цел свет, јас сум наред, јас сум наред. И сега јас сум наред, и сега јас сум наред. Нека чуе цел свет дека без тебе јас не можам. Сега јас сум наред. Да им кажам за нас дека без тебе јас не живеам, и сега јас сум наред. Нека чуе цел свет
Дека без тебе јас не може. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Токму така ја слушате емисијата Live Cover. Вечерва обработуваме македонски поп балади. Мои гости се Илија Ќосевски и Панче Илиев. Едно прашање до Панче, како започна твојата соработка со Илија? Па на еден начин се беше спонтано. Мојот прв кавер на песната Shape of My Heart Од Sting. Од Sting, да. Тоа беше моја идеја која сакав да ја реализирам на еден начин. И Илија ми беше така најсоодветен за таа прилика како аранжер да се покаже во тој кавер. Потоа за Макфест исто случајно тој ми понуди на еден начин песна која требаше да одлучам дали ќе ја прифатам или не. После успехот од каверот на Shape of My Heart стигна понуда од Илија. Понуда од Илија и таква песна никој не би одбил. Секако ја прифатив. Ја изведе на Макфест оваа година? Ја испеав на Макфест, каде што освоив прво место, дебитант, најдобар дебитант. Најдобар дебитант, сепак најдобар во некоја категорија. Прв дебитант, да. И тоа е тоа, се надевам во иднина ќе има и други соработки. Значи за почеток, бидејќи си дебитант и ја добиваш оваа награда, сепак треба да представува огромна сатисфакција. Така. Секој пејач има таа желба да ја земе таа награда, ќе кажам, за почеток. За стимул, за мотивација, да. И јас кога пеев прв пат 2007, да ви кажам искрено, не ни влегов во финале, така да сакав и уште работам, така да уште вложувам во мене и... Или колку настапи имаш на Макфест? Не како композитор, туку како изведувач? Како изведувач 2007, 2008 и 2010. А како композитор? Измеѓу годините, само ланската година немав ништо, малку бев лут ланската година, бидејќи плюс пратив песни, но за жал, иако Панче не спомна, нашата прва соработка ни е на песната, на победничката песна на Зоран Илиев, на Ангели демони, каде што добивме толку голема слава, дори по интернет не озборува. Премногу озборувана песна. Да. Така да тоа ни беше првата соработка. И после таа година некако, не знам зошто, организаторите таа година, Јованов Рекордс, не повика да компонираме нови песни, така да оваа година еве го видоа нюхот кај нас и така да одма без никаков проблем ни ги прима и двете песни и баш и ги изведува наши добри пејачи. Значи тоа беше твоето единствено отсуство на Макфест минатата година. Од 2007 година. Да, од 2007, 2009 Сања Левкова пееше моја песна Душа умрна, прекрасна балада. 2011 победивме со Зоран Илиев како аранжер. Аранжманот беше твој така. Се појавив таму. 2012 паузирав и 2013 повторно успех со Панче. Да, со Панче Илиев. Еве ние да продолжиме со нашата тема, македонски поп балади. Решивме следна песна која што ќе обработиме да биде композицијата која пее Мики Јовановски Џафер. Да. А тоа е композиција напишана од Венко Серафимов, славни. Сите мислат сега дека е Сонце за 300, но не е Сонце. Сега е песната Лага и измама. Значи тоа е композиција напишана од Венко Серафимов, одлична тема која вечерва ќе ја изведеме ние.
сам джагор смеја после ова невреме. Неќам да ти сложам збор што крие изговор. Немам ни прашања, а камо ли одговор. Ке одам негде сам по друго име. Со првиот што ке мине тргни заборави ме. Тргни заборави ме. Тргни заборави ме. Немој да ме гледаш, Така лудо, така строго. неќам да те погледам. Ни тебе, а ни никого. Оди си дома, Те чеката дома. да надвора друго се ти лага и измама. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Слушате лайв кавер вечерва, мои гости Илија Ќосевски и Панче Илиев. Или едно прашање до тебе. Еве, бидејќи обработуваме македонски песни вечерва, кој е твоето мислење за македонската музичка сцена? Моментно, да. Па вака, пред некој ден баш ке се надоврзам, прочитав една многу јака статија на интернет. Моментално како кај нас како се бодуваат новите песни и зошто толку малку траат. Значи во денешно време гледам дека многу се побитни колку гледаност има песната, Популарноста. колку лајкови, колку споделувања, а не се гледа колку е квалитетна песната. Значи, колку е по на број, што знам, на YouTube, еве, ако видиме 1 милион леле, ова е многу добра песна право. Значи, јас никогаш не сум ги гледал така работите. Значи, има многу, ќе кажем, и лоши песни, кај што се гледани по 200 милиони и по 500 милиони. Ми се чини дека и медиумите се криви малку, бидејќи ги промовираат токму тие песни. Па и да, значи на времето се избираше баш онаа квалитетна музика и затоа таа музика остана да живее и ден денешен. Значи ги памтиме сите песни од Тоше Проевски. Во времето на Тоше Проевски немаше ниту Facebook, имаше YouTube, но не беше толку развиен како што треба. И затоа тие песни останаа, сите ги знаевме да ги купиме и CD-њата, или знаевме да отидеме од некои другари да си ги преснимаме дури MP3-ките и си ги пуштавме на винап. Но сега се е тоа изгледано, се е тоа како изживеано, значи не се цени она правата песна, затоа изгуби Македонија, многу изгуби со сите викаме дека македонската музичка сцена е во голема криза. Не, јас нема да кажам дека е во голема криза, јас ќе кажам дека не ги доволно нашите радиостаници и нашите телевизии не ги промовираат баш правите квалитетни песни. Мисле, чини дека медиумите повеќе ги промовираат познатите, веќе познати, некои ќе кажам познати пејачи, значи познати под наводници кај нас, ги промовираат тие кои излегле на некое шоу, направиле 2-3 песни, па и дури еден албум, да кажеме, и ги промовираат и ден денешен, а тие вадат толку лоши песни, што јас ќе кажам, една песна која трае 3 минути е направена за 2. Значи јас така ги класифицирам тие песни, не икем да ја вреѓам баш македонската музика. Македонската музика јас секогаш сум ја поштувал и секогаш ја пратам. Значи јас мислам во моментот дека
од младите, ќе се кажем, композитори, нема некој што повеќе ја прати македонската музика. Дали е било кое дете да е извало било каква песна, или пријател да ми е на Facebook, или да ја извадил на некоја интернет страна, јас ја преслушувам секоја песна и си сам оценувам дали е добра. Многу пати ќе видат, веќе кога сме кај Facebook, многу пати ќе видат дека имат прашувано зошто или ти постираш нечии песни, пример, зошто ги промовираш кога тие исти композитори или пејачи ниту еднаш не ја испромовирале твоја песна. Јас ќе кажам, значи квалитетните песни е убаво да ги вреди да се промовираат. И вреди да се промовираат и да се даде некој значење. Баш напротив, јас сум голем поддржувач на македонската музика. И секогаш ќе го правам тоа, без разлика дали е од мене некоја песна или не е од мене песна. Според мене ги објавувам тие песни што се квалитетни. Ми се чини дека има голема разлика од композициите кои што се создаваат во денешно време и од оние композиции пред 15 и повеќе години. Многу голема разлика. Значи денес се користи се што е софтверско, се што е од компјутерите, се што е вештачко, ќе кажам. Значи, јас ипак, знаете дека сум моментално професор во музичкото училиште и ми е греф да ги гледам многу надарени и многу талентирани луѓе, завршуваат и средно, завршуваат и факултет за музичка уметност и потоа само имаат некои си свирки во кафе баровите и заработуваат многу минимални пари каде што не се вреднува трудот. Не им се вреднува, значи тие вложиле во толку ќе ги запознавам и слушателите. Дали тие знаат колку вреди еден инструмент? Една виолина вреди, најминималната виолина е 4000 евра. И самото време потрошено на вежбање. Да, на вежбање. Само инструментот е 4000 евра, каде што со тек на созревање, со тек на растење ти мораш да ја мениш таа виолина, да купуваш се нов инструмент. Исто така клаверот е потрошен инструмент каде што остарува и не може цело време да биде во онаа баш форма. Мораш да го обновиш. Исто и кај народните инструменти ќе ги спомнам. Исто е, тој инструмент трае и е кршлив и се, значи има многу вложување, а не се цени и затоа јас ќе кажам да ги оставиме веќе тие инструменти од компјутерите, да ги ангажираме малку и младите музичари што завршуваат баш факултети, што знаат да им поставиш токму тоа е твојата работа како професор. Нотна партитура и да земат да ја прочитат и да ја отснимат во студио, да спечелат плюс уште некој денар. Бидејќи сите знаеме да кажеме дајте ми толку пари ќе ви направам песна, а не знаеме да ја вреднеме таа работа и да јас по мое ќе си кажам, баш оваа година се обидовме со мојот соработник, ќе го поздравам Митко Јовановски Магнус, се одлучивме, зедовме голем залог, значи за прв пат да отснимаме се во живо, сите во живо инструменти. Продуцентите и композиторите кои ги ја слушаат оваа емисија ќе се знаат колку е тешко тоа. И знаат колку е тешко да отснимат еден инструмент, а камоли па цел биг бенд да го кажам во една песна или гудачи да отснимаат во една песна. Така да јас од сега натаму си дадов сам на збор. Колку е во можност, колку можам ќе ги користам секогаш живите инструменти. Така. Значи да заживее песната и сосема различна димензија дава целата песна. Кога сме ние веќе кај квалитетната музика, и затоа тие ќе се навратам, затоа тие песни кои биле пред 10 на 15 години се уште хитови, бидејќи тие се сите отсвирени, немало тогаш да отсвираш, имало некои синтесајзери кои звучеле лошо и не ги користеле тие. Така. Една од тие песни кои се создадени пред повеќе од 15 на години, ќе слушнеме и вечерва. Да. Тоа е композицијата Бела, која ја испеа Ристо Самарџиев. Да. Ајде да пробаме.
кокиче, севдо прва росно кокиче, кој со как поминуваш, кој конак ног минуваш, дал помниш, дал ме сонуваш, дал име мое спомнуваш, јо љубиш и се даруваш, за именит за пари прашуваш. Бела трага, бела прашина, бела зима, бела белина, бела пред порта помина, ти на него ли без замина. Јас по тебе фаќам у света, лето 8, зима 9, 90 бел мој галебе, пратив абер, либе по тебе. Дојди ми, подај рака и не зборувај, пушти ме и само одбројувај. Дојди ми, подај рака и не зборувај, пушти ме и само ти. Очи бели, бели зеници, луѓе грешни, случки погрешни, еден свет за многу вистини, многу песни, малку причини, мора народ заде тишини, срце чука, очи копнеат, да те видам, да те донесат. Бела чума ичне устава, ниту моли, ниту простува. Еј, моме, еј, девојче, севдо прва росно кокиче, еден лек само лекува, што силно, силно верува. Тргни, полетај без страв, all you need is love. Дојди ми, подај рака и не зборувај, гушни ме и само одбалувај. Дојди ми, подај рака и не зборувај, гушни ме и само ти. Слушате лайв кавер на Угода FM. Прашање до Панчи. Планови за воиднина? Па еве немам некои конкретни планови што ќе се случува понатаму, ќе оставам вака спонтано да си отработите како што досега си. Сега за сега е добро. Да, и баш супер на крај се излегува, така да ќе оставам спонтано да си тече се. Илија ти? Јас моментално вака планови компонираме моментално, средуваме неколку песни. Ќе најавам, спремам неколку песни. Една е за трето пласираниот на Макфест Мартин Јан, спремам нова песна, фактички аранжман мој. Ќе има многу работа, имам веќе 2-3 закажани песни за работа, така да овој период и зимскиот распуст, така тие празници ќе си го искористам работејќи. Но секако ти уживаш во работата, така што не ти представува проблем. Значи дојде време да обработиме и последната тема за вечерва.
Тоа е композицијата Би се викал те сакам од Нокаут. Значи интересна тема која ќе ја слушнеме вечер во изvedба на Илија и Панче. Последен крај посакував да останам за секогаш сам, но долго бев осамен во мрак. Чувствував потреба за живот јас и не бев ни свесен, се случи за миг, се појави ти. Се плашам да не бидеш ти како неа и ти да ме оставиш. Дај ми знак и свој име би сменил и би се викал те сакам, за барем еднаш да те видам, само да те слушам како ме довикуваш ти и не ке беше ништо меѓу нас. Знај, ако таа ноќ не ми дадеш знак, иако знаев, ја сигурна си, помислив, јас конечно до сега моја си, но како да не сум те сватил до крај, јас те многу очекувам. Но се плашам јас често да чекам знак и ти да се одлучиш. Дај ми знак и свој име би сменил и би се викал те сакам, за барем еднаш да те видам и само да те слушам како ме довикуваш ти. Ни свесен, се случи за миг, се појави ти. Но се плашам јас вечно да не чекам знак и ти да се одлучиш. Дај ми знак и свој име би сменил и би се викал те сакам, за барем еднаш да те видам и само како ме довикуваш. Дај ми знак и свој име би сменил и би се викал те сакам, за барем еднаш да те видам и само да те слушам како ме довикуваш ти. Тоа беше и последната композиција во ово издание на Live Cover. Слушајте го репризното издание во сабота исто така со почеток од 20 часот.